Ова е нашата позната шпица за оброкот на денот, а во кујната со семејна, значи две мајки на мали деца и кога ќе започнеме теми на разговор кои што се однесуваат околу храната и за тоа што е здраво или на кој начин треба да се хранат децата, тогаш тие разговори немаат крај. Верувам дека и во текот на денешното зборување или денешниот разговор кој што го имаме со Бојка Динева Јовановска, нутриционист во нашата кујна, покрај рецептот за денеска ќе позборуваме малку и за тие совети кои што верувам ќе бидат одлични и добре дојдени за сите тазе мајки кои што не гледаат, а кои што секогаш имаат дилеми дали добро постапуваат, дали на добар начин го хранат своето дете или ја подготвуваат храната и дали добро го имаат својот пристап во однос на тоа дека треба детето да се остави само да јаде или малку да се подпомогне околу јадењето и така натака. Тоа ние си го зборувавме нели пред да започнеме или пред да се вклучиме во живо, ако имаме време ќе позборуваме малку и за тоа, бидејќи она што е наш фокус на денешниот рецепт е дека имаме едни убави, вкусни, благи, но сепак постни бомбици или банана бомбици. Бојка првенствено добро ни дојде во утринска на Телнова нашата кујна. Добро ве најдов. Благодарам на повторната покана. Ми е мило што сме тука да се споделиме убава енергија и убав вкусен рецепт и секако убави корисни совети. Да, и верувам дека и таа енергија расположение го пренесуваме на нашите гледачи, оние кои што се гурмани, кои што сакаат да поминат повеќе време во кујната, тоа не им е проблем, а при тоа и сакаат да бидат практични, но да јадат вкусно и здраво. Го започнавме во овој изминат период на серија постни рецепти, се со цел да олесниме за сите оние кои што постат, како би дале предлог рецепти што би можеле да си подготват. Овој рецепт е исто таков и за сите кои што сакаат да се заблажат, но и да ја имаат она вистинска ужина во текот на денот и тоа се токму овие вкусни бомбици. Да, ужинка која што ќе ги држи сити и полни со енергија, како нас возрастните, така и нашите дечиња. Да, одлично. Имаме подготвено дел од дома за да бидеме нели ефикасни и брзи тука, а ќе го представиме рецептот и ќе направиме уште неколку за да се добие една вистинска слика како би го направила и вие дома. Ќе ни кажеш Бојка од што и како е составен рецептот, кои се состојките и што содржат и ќе почнеме со правење. Ти се извинувам за овие мали банани, тие можете ги најдов само во маркетот. Значи, прво нешто што две, пошто пола дома искористив 4 вака малечки, треба да се отие помеките. Од помеките банани, затоа што се пасира така. Се пасира полесно и поубава структура се добива, меѓутоа се потврди, ама ќе ги испасираме некако. Значи ставаме банани, ставам урмички, нашите познати урми, полни со енергија, бадемчиња внатре во бомбиците. Па едно бадемче за дополнителна енергија, мелени бисквитчиња, какао ставаме, зависи едно до 2 лажички. И ова тука имаме вишнички замрзнати, може јаготки што било замрзнато овоше за декорација, така? да, шумско. И кокос, значи може да биде и во мелени јатки, во ореви, мелени бадеми да се валкаат, значи бомбиците може во сите можни јатки по избор. Да се валкаат по избор, да, јас сега овие избрав кокосот. Може и дополнително и во мелени бисквити, кои како и во некој од овие така правев различно, меѓутоа после ќе декорираме, уште не се направени. Да кажеме на гледачите, значи прво нешто што ми текна, пошто рече дека сме мајки на 2 деца, за здравата исхрана кај децата, прво нешто што плачеше син ми Сабајле за портокал. Викам не може, тој за телевизија плачеше за него, а ќерка ми плачеше за бомбиците. Значи ако се сака може да се научат децата здраво да се хранат уште од рано наутро, пошто на моите деца утринскиот ден ми почнува со јаболче, со банана, сецкан и така на трчање, земите, водичка и толку. И потоа си оди во градинка, тој е појадокот. Во градинка се натаму што си има, тука не смеам да се мешам. Да, менито кои што си ги имаат градинките. Добро е што... Ама сепак им е здраво, морам да пофалам во повеќето градинки. И готвено што е најважно, значи... Да, 90-80% им е здраво и тоа сум радосна. Одлично. Кога зборуваме за конзумирање на овошето од страна на децата, па и зеленчукот, исто тука е важен еден дел од менито кој што треба да го имаат во текот на денот. Првенствено ќе кажеме зависи од детето. Да. А потоа како втора точка доаѓа дека и навиките се тука особено важна улога, односно тоа кое што родителот ќе го воспостави уште од првите години. Навиката со желбата на детето веројатно се една одлична комбинација. Има деца кои што категорично одредени работи не ги сакаат, но ама зашто? Упорноста, затоа што треба да биде родителот пред него кажува едно, а конзумира друго. И тука детето стварува одбивно. Сега јас
Јас не јадам портокал, меѓутоа не јадам затоа што повеќе сакам јаболки подруго овоше. Повеќе ми е така као на киселко, не обожавам таков вкус, ама пред нив го јадам затоа што знам дека е здраво. Да. Ама ете како овоше не ми се допаѓа, детето гледа и го јаде тоа. Јас доручкувам овоше веќе 10-11 години. Сега и моите деца доручкуваат овоше. Сега не може јас да јадам нешто друго, што ќе го јадам као ручек во 1, во 2 или во 3, а на нив да им давам овоше, тоа не е ферски. И затоа детето ствара одбивност кон храната која што... Да, и примерот кој што го има до себе, а тоа е родителот, го гледа и веројатно и многу од тие навики или начин на однесување се пренесуваат кај младите или кај децата и тоа е факт. Кога има родители кои што можеби се соочуваат со таков предизвик, како можеби децата да се натераат на некој начин или да се навикнат да конзумираат здрави работи или особено ако зборуваме за овошето и зеленчукот, која е можеби најдобрата тактика за тоа? Како да ви кажам, уште кога Јас ќе ти помогнам. може да ги сецкаш, уште кога ќе почне детето да се исхранува, мислам, после 5-6 месец, кога почнува. Прво нешто што прават мајките грешка е што одма почнуваат со дохрани со други напитоци, сега да не спомнувам, меѓутоа прво нешто и основно по мое знаење е детето што треба да проба е јаболче, банана, да почне со овошје. Да почне со овошје. Како почнуваш ти од 5-6 месец му даваш овошје, му даваш бананка, па сирано, па потоа жолчка од јајце. Значи малце по малце имаме програми за исхрана кои што се поврзани за исхрана на бебето, кои што сега не можам се да кажувам. Меѓутоа, да се почне со нешто здраво и како му даваш ден за ден, месец за месец, тоа се привикнува и тоа кога ќе подпорасне, тоа истото го бара. Да. Така ми и со едното и со второто дете. Значи, се знае што е појадокот. Секако пробуваат различни вкусови, нели? Да, му давам да пробува помалце, да. И тука малце веќе место се кој ќе гледа... подпорасне, па риба малку, оривче, компирче, благ компир. Значи, различни вкусови, меѓутоа акцентот се знае што е појадок. Некои мајки ќе кажат греота детето дај му храна. Па овошето е храна. За ние го подценуваме. Овошето Бог го дал, тоа е храна. Да. И за мене, за моите деца, тоа ќе биде појадок секогаш. Значи, друг појадок нема. Како за мене, така и за мојот сопруг и за моите деца. Јас не знам дека ти дали забележуваш дека мене ракавиците ми се големи. Да, не забележувам. А Саша ми ги зумира. И не можеш јас, не знам дали сум на тест тука, дали сум волку големи ракавици, можам да истечам мужби. Ако сум, еве ќе се обидам да добијам некоја позитивна оценка. Умешна мајка мора да може све. Не можам да не се смеете. Тоа е мајка која што се труди. Мајка може све. Жена нема да откажува, не ве повели ако сакаш. Добро. Фала ти. Една. Фала ти затоа што тука нашите сопрузи не смеат ова да го гледаат, пошто ќе не се смеат. Не е страшно, ајде, добро. Малку поточно од... Да се насмееме малку, да се концентрираме на работата. И сега со една рака. Да. Сега со една рака. Се и ова можам. Знаеш што, кога работам не сакам да зборам, јас ќе држам. Добре, дали можеш да кажеш дека се доволни овие? Доста е, да. За да може да завршиме со емисијата е оброк на демот, меѓутоа ете ние да се посмееме малце демот на шегата, да се посмееме, да направиме секој ден да се смееме во секој случај. Значи, затоа што јадеме здраво, здрави и вкусни оброци, затоа сме силни и полни со енергија. И нашите дечиња исто. Треба некогаш да ги донесеме заедно во емисија. Да. Заедно ете ставив какао, да си се веселиме со нив и мојата ќерка прави и она со мене бомбици, ми помага, значи. Да, и заедничкото работење, готвење доста важно за да може да се засака. Да, сега ќе пробам вака со... Се вели дека рецептот како рецепт е само рецепт, но кога ќе му се даде доза љубов, тогаш станува рецепт на љубовта и треба и децата да се учат токму на тоа дека... И дома кога готвам, готвењето све правам хаос во којна, со љубов правам, да. Со ракавици не сум научена, меѓутоа така е по-хигиенски, нели? Да. Како се прави, да ставиме штимаце, бисквитки за да бидат поцврсти. Ова по правилот, кога ќе се направи смесата, треба да остојат во фрижидер и поубаво ќе се стврдне смесата. За да бидат може овие се и помеки што ги направив вчера дома, меѓутоа сепак се вкусни.
Да, значи ти ги правеше сношти и една вечер се престоени во фрижидер, и така? поцврсти се малку и повкусни, пошто поладни. Може уште малце бисквити може да си ставите, наместо бисквити, нели поздрава варијанта, можете мелени оревчиња, мелени јатки, семки, тиква, сончоглед. Слободно може да се стави. Со оглед на состојките кои што ги има, е доста, речеме, со поголема нутритивна вредност и заситува. Засите. И тоа значи Поготово, дека и тука не би требало да се претерува, така. Да, поготово за спортистите, ова нешто за сите тие кои што спортуваат, кои што им треба енергија или кои што се како вас по цел ден на снимање на телевизија. Вакво нешто се направи, тоа е невидена енергетска бомба. Еве ставам и баденче, дополнителна енергија внатре. Да, јас ти помогнам со сечењето на протоколот, бидејќи колку што те разбрав за декор е, така? Да го декорираме. Полно со енергија, јаглехидрати, затоа и не држи сити. Банана, како главна состојка, кога ќе изедете бананата, не може да изедеш 5 банани, може да изедеш една. Да. Две мали. И доволно и ти ќе имаш наредни 2 сати енергија, секако со вода. Мислам, водата тука да не ја подценуваме и да не ја забораваме. Така е. Тоа е нешто што и спортистите, и децата, и возрастните, сите може да ги конзумираат. Значи ќе декорираме, таму, добро. Да, јас мислам дека е вака убаво. Јас да ги преформам вака тука, ова малце ми се стопи вишничката. Добро. Тоа посекако ќе треба да биде... Да, еве ти може овие да си редиш, а јас другите ќе ги доправам. Важи, јас ќе земам се една лажица да ми помогне. Ако не може со ракавици, може со лажица, вели. Банана ко банана, сите годишни време ја имаме и е секогаш достапна тука. Така е. Ни помага во се, највише ни помага во, по мене си знам, во регулирање, во подобра работа на дигестивниот тракт, а од друга страна па помага и при спречување на диареја. Значи има две позитивни дејствија бананата, кај сите оние кои што имаат реков проблем, и кај оние кои што се со болни, со бубрези, кои што имаат не де Боже да не даде до срцеви заболувања, бананата е таа која што смирува, која што го заштитува срцето. Затоа е, пошто имаме, нели, да се подсетиме на благодетите од конзумирање токму на... Сепак секој овошје. Бананата, но и на овошјето генерално. Јаболкото, за мене јаболкото е крал. После останато сите тие други овошја. Меѓутоа, сега, пошто баната секогаш е присутна, еве ќе ставам малце бисквитки, и децата на школа, ужинка, 2 банани, една кесичка, 50 грама мелени јатки, малце урмички, ете ужинка на детето за да се јаде. Одлично. Да. Супер. Мислам дека е сосема доволно за да имаме вака една убаво декорирана чинија, полна со бомбици и протоколот како декора, може и во комбинација со бомбиците да се нели проба и да се конзумира на таков начин. Сега како се приближуваме кон крајот на ова кој што денес го подготвивме, во рокот една минута еве би одвоиле време само да потсетиме дека пополека ќе се ближи крајот на великденските пости и на она кое што веројатно оваа сезона го повторуваме и потсетуваме или препорачуваме, да, оние кои што постат нели не го направат нагло, односно поминувањето на постот, поточно започнувањето со таа претходна исхрана и конзумирање на мрсни работи. Не заборавете дека и сега јадевте и ќе јадете и понатаму. Значи не е сега да дојде Великден и да палиме несве за јадење, како да се изразам како да не сме виделе до сега. Значи да бидеме малце културни во исхраната, културни и во конезето, што сепак не е, ми кажа доста, јас уште си правам. За мене ќе си ја направам. Ќе си ја направам да си ја пробам. Значи мора да се внимава што јадеме, како јадеме, колку јадеме, затоа што ете и ова може да се го правиме еве за Великден, предлог за Великден се на софра. За славите, сега доаѓаат и слави и Великден и празник, да се направи вакво нешто убаво. Не мора се да биде наедно, затоа што многу опасно и за срцето, и за здравието, за дигестивниот тракт, едноставно енергијата, тотално можеме да паднеме у колапс ако удриме силно на јадење. Да, и го направиме нагла. Верувајте, храната може да биде и отров и лек. Значи мора да се внимава и со овие не треба да се претерува. Со ништо не треба да се претерува. Се треба да биде умерено, корисно, да реч до 80-90% да биде здраво. Така.
Како што зборувавме на почетокот на постот дека не треба нагло да се започнува постот, треба ден по ден, нели кога се пости, да се одбира внимателно тоа кое што ќе се јаде, така и во овој случај кон завршување на постот и враќањето во претходниот или нормалниот начин на исхранување. Јас себе ќе ги потсетам нашите гледачи за оние кои што сакаат да се ги подготват бомбиците, ако сакаат да се потсетат на нашата YouTube страна Утренска на Телма ќе го имаме рецептот, а Билка ти благодарам што еве ни го представи овој рецепт и што имавме можност да понудиме нешто плюс, па да кажеме и совет плюс за сите мајки кои што не гледаат, а и за оние кои што за жал имаат можеби некои здравствени состојби и тегоби, па да им помогнеме и за тоа. Да, благодарам на поканата и ги поканувам покрај на вашиот YouTube канал да го посетат и мојот Instagram профил, како што досега го имаме споменато, за убави, здрави и вкусни рецепти и слободно за совети да се обратат, да не се јават во нашиот CD Диет клуб. Тука сме добродојдени се за секој совет. Да, а вие сте тука за тоа. Да. Така е. Благодарам Бојка, се гледаме во следна прилика со нов рецепт. Вие доколку сега појадувате или можеби ручате за ранобуците, а и ако имате ако имате вашата пауза или ви е време за ужина, ви посакуваме добар апетит, но и ви препорачуваме да останете на Телма. Продолжуваме со утринската со уште еден разговор во денешното издание.